дали мислиш дека сега е тешко да се пробиеш покрај повеќе јутубери, еве како што се Потешко ги е, спомнам, да. Мандар и Лазаров, они се пробија многу побрзо и многу по, да кажам, ефикасно. Еве, пример, ние веќе скоро година ќе кажам активни сме и се уште сме на почетокот, можам да кажам. Колку има да сабскрајбери моментално? Колку има? Сега моментално има 181-2. Меѓутоа, кога ќе се објави видеото, може поише ќе има. Да кликнат subscribe, да манат лайк. Да. Фала. Се надам дека ќе го направат тоа, на крај секако, како и секогаш кога одјавувам видеото, пак ќе си кажам. Јас мислам дека општо на глобално ниво е потешко, затоа што се смене стилот, дојде тој Мистер Бист тип на видеа, тој големи промени направи како. Значи тие промени, добро се и алгоритмот на YouTube се менува во одреден период, значи не е истиот алгоритам како функционира препорачувањето на видеа, пример. Имаш еден период кај што и да објавиш не беше гледано толку. Значи сега не знам кога беше тоа онака година, ама така не знам дали алгоритмот беше променет, дали тогаш Мистер Бист стануваше популарен, па публиката имаше други очекувања. Многу чудно беше, не можеше буквално што и да објавиш немаше толку прегледи колку што. Да го објавиш во друг период, многу поинаку ќе беше. Добро. Сега дали дека јас искрено гледам премногу подкасти на сценава. Така да исто и влогови можда. Сега ако имаш добро видео ќе би гледал. Тогаш не по случајност имало сигурно. Како мислиш добро, како квалитетно или добро у смисла со тамнейл, со наслов некако да привлече публиката или без разлика тамнейлот и насловот да како кога ќе го отворат да биде онака окей за гледање? Како мислиш тоа дали или по квалитет, на пример, не знам, квалитетот на видеото, на звукот, на тоа, сакам да те прашам у која смисла да биде квалитетно. Видеото? Да. Видеото може да е квалитетно и со содржина. Значи не е секогаш камерата. Тоа сакам да те прашам, дали мислиш опремата влијае или едноставно до содржината и до, пример, подкаст пошто правиме до муабетот или не знам зашто. Се игра голема улога, значи и камерата е битна, и опремата е битна, и муабетот е битен, и да си опуштен е важно, тоа публиката да го забележи. Да, сите тие работи се важни. Јас на почетокот имаше као пола саат можда пред да снимаме со Васил, беше као чекај сега ќе снимаме. Малце по така ригорозен бев, меѓутоа сега буквално постегнат беше? Да, постегнат, по ригорозен према себе, како да кажам, не знам. Меѓутоа сега искрено кога пројде колку не знам 7-8 месеци се пројдени, буквално ставаме камера, снимаме, лабав сум, опуштен сум, зборам што ќе ми дојде на памет. Мислам, добро и тоа што е планирано, ама и еве пример сега ако ми дојде, ако ми улета некоја мисла, пример тебе да те прашам конкретно. Ми доаѓа, ја памтам и те прашам одма. Да, па со текот на времето и јас мене и ова ми е чудно затоа што јас никогаш вака не сум снимал нешто долго некој разговор. Ама се опушташ тоа ми е како следно прашање, дали имаш гостувано на некои претходни подкасти или ова ти е прво? На подкаст како ваков формат мислам дека е прво, ама знаеш на телевизија некогаш имаш долго интервју и видеа некој, ама после долго време ми ова, да. Така. Сега сакав да те прашам за YouTube-ов, дали да очекува публиката твое враќање, дали можда... Публиката ништо да очекува, ни враќање, ни идење, ни одење, ни не знам. А дали вака, пример, си имал некојаш помисла, пример, ти зафалело снимање, едитирање, монтажи, такви објавување на видеа? И да, и не знам. Мене ми е малку смачено монтирањето. Значи... Тоа е тоа што го кажеш дека си се презаситил, од толку работа што си правил видеа и све тоа. Според мене ти има малку искиснато. Да, многу. Затоа што кога ги правиш сите работи заедно, после веќе нема, се губи ефикасноста и тоа е тоа. Има ефект тука факултетот?
Дефинитивно. или Ама јас и пред едноставно- факултетот малце така бев. Едноставно си снемал веќе идеи и плюс тоа што викаш ти пошто премногу монтирање и работа и се тоа позадински што не го гледа публиката. Да, знаеш како, тоа сум ти почнал, кажало. сум почнал да работам и други работи покрај YouTube, што знаеш како правиш една работа, време и нешто друго да направиш. Значи јас јутубер, сад 20 години јутубер. Како почнуваш други работи, јас многу, ето, од првата генерација. Многу јутубери што снимале на YouTube и сега прекинале или не се толку активни, започнале да прават нешто друго што многу се успешни во тоа што го прават, например Добро Моди. Значи испаѓа дека јутубот на онака подолга стаза ти е било како само одскочна даска за нешто друго да си направиш во животот. Добро, Многу меѓутоа јутубери си снимале видеа, почнале нешто друго, како и јас во таква ситуација што сум сега, и си го продолжиле тоа другото, само јутубот бил некоја основа. Не мора да е поврзано со јутубот. Само ете јутубот може те изградил онака и само си тераш. ти изградил можда како личност и можда ти дал екоја насока за понатакаш представа да имаш што би работел или како би го живеел животот, да кажам. Да. Тоа го знам, сите што престанале со YouTube просперирале на друго место, голем дел. Са не значи дека ако си останал на YouTube не си онаква, ама сакам да кажам дека и тие што престанале. Меѓутоа еве има зошто. YouTube како YouTube, ако сакаш да останеш активен на YouTube и меѓутоа и да имаш резултати, мислам дека мораш да ги следиш и трендовите, мораш и многу да си активен и да ставаш цело време видеа. Мачна работа е во секој случај. А мора и, мислам, па технички мора да те погоди и алгоритмот. Пошто ако не те погоди алгоритмот, бе, и тоа што треба да- викаш некој период што немало Не прегледи, функционираше нешто, едноставно џабе си се мачал едноставно. Да. Треба многу работа да се поклопат, тешка работа е во секој случај ако правиш се сам, треба период дури да имаш можност да правиш со поиќе луѓе, ама е интересна работа.